Кога почнав, не почнав од некој салон да излезам од некој па да имам клиенти, него почнав буквално сам на себе и си реков еден клиент ќе биде, ама мој ќе си биде. Додека учев, идев во Турција на курс кој имав летен распуст, идев обавезно по 2-3 месеци таму на едукација, работев исто таму на овој случај. Не беше лесно, нели, додека сите мои пријатели шетат, уживаат, што се вика до Сабајле ќе заглават некаде, јас удев, студирав, учев, нема фич време за забава. Не живеев како сега дечкиве што тинејџериве, ама сега гледам на максимум да го искористам. Не жариш. Сега се гледам да искористам. Пробајте, затоа што денеска ги имате социјалните медиуми во вашите раце. Не ви треба некоја си платформа да ве поддржи вас. Туку вашата платформа вие сами си ја сварате, сами си ја менаџирате, значи буквално си правиш како сакаш да ти изгледа брендот. Се сеќаваш ли на првите пари кои што ги заработи како Се фризер? сеќавам, да. Те собори емоциите, но се е тоа окей, е добро да се види. Треба секој да изгледа среден. Не мора да сме сите убави, да сме најубави. Не, само средени, чисто, спакувани, толку. Немојте да ги судите и да ги карате вашите деца ако они сакаат да се определат во некоја област од типот на уметност, било која. Дозволете им, пронајдете го, вие помогнете и молим да се пронајдат, затоа што не знаете утре од нив што ќе биде. И ја викам, добро, ајде дајте ми, јас ми ги време работам, у салон луѓе вријат, знаете со жени како јас сакам тоа, не знам кај да се свртам. Повелете, викам, ми вика, сакам да ме направиш многу бела, затоа што за мејкапот е многу битна бојата, за фризурата е многу битен кројот на фустанот. Добре дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими, ве ветувам одличен разговор бидејќи имам навистина специјален, но и популарен гостин во студиото на Сител. Колку е тешко да се успее како стилист во Македонија, колку е важен и пресуден надворешниот изглед. Што е оно што е во тренд, особено кај младите? Мој гостин во студиото е Октај Сејди. Добре дојде. Благодарам, Мими. Благодарам на сите вас. Фала што ме повикавте. Ќе биде добар подкаст. Се надевам и верувам дека ќе биде одличен подкаст, бидејќи ти не си непознато лице во јавноста, особено не кај младите. Си доста популарен и на социјалните мрежи, имаш доста следбеници, но ова ти е прво гостување во подкаст. Да, преска баш ти спомнав дека ова ми е прв подкаст. Претходно имам гостувано нели по интервјуа и на така. Имав повеќе понуди, али викам чекај сега е времето да пробаме. Да им покажеме малце. Највеќе дојдов затоа што сакам барем колку толку на младиве да им бидам светло по патот, од типот на да им бидам пример. Зашто да не пробат она што го мислат, она што го сакат и она што имам натре во душата. Токму и тоа е целта на моите подкаст емисии кои што ги снимаме, на моите разговори, на моите гости, сите оние кои што доаѓаат, гледаме да пренесат некое мотивирачки, да делуваат мотивирачки кај младиот свет во нашата држава, со оглед на тоа дека сега има навистина многу можности, многу услови за да се успее, но потребни се идеи, цели, визии. Па една таква идеја, цел и визија си имал и ти, предпоставувам. Она што ме интересира најмногу, ти си млад, доста поприлично млад. Имаш 28. Сега ги направи, да, 28. Сега, да, скоро 28 години. Од кога се јави жилбата, љубовта кон професијата да бидеш стилист, фризер и шминкер? Фак. Од многу рани години, значи, тоа од некои 14-15 години. Се сеќавам кога се враќав од училиште и јас имам две сестри, ги сакам највеќе, ги поздравувам од тука. Се враќав и постојано ќе гледав некои филмови, нешто, не знам, дали списанија, коси. И викам, ова јас ќе го пробам. Мора да го пробам. И ќе седна сега, малцки ги искубам, малцки ги истегнам, али ето, денеска испадна ова што е. Благодарен сум на сите што ми пружија прилика, на моите блиски, моите клиенти, соработници, за денес да сум тука пред вас. Од прилика, кажа, по 14-15 години датира, јас студирав и се школував скроз во друга насока, затоа што немам зборено претходно на оваа тема, еве сега ќе кажам нешто од нешто, нема све. Ајде. Затоа што на времето, пред колку? 28, значи пред 10 години, кога почнав на 18 години, да, на 18 години на 19 години отворив прв салон мој во град Скопје. Ја бев многу чест, многу горд на себе, затоа што кога почнав, не почнав од некој салон да излезам од некој па да имам клиенти, него почнав буквално сам на себе и си реков, еден клиент ќе биде, ама мој ќе си биде. Браво, одлично, навистина одличен почеток. Скроз. Се гледа и си уште си многу амбициозен. Фала ти.
веројатно и тоа те води Скроз, кон целиот овој успех кој што го имаш постигнато, бидејќи како што споменав на почетокот, си доста популарен, доста познат и доста успешен. Фала ти. Кажа дека многу рано, а што беше првата љубов? Ако не беше фризер, ако не беше шминкер, што ќе беше од тај? Вака, ја прво се бавев со како модел. Работев за добри брендови, нели, Brandface. Така да прво почнавме од таму и така од таму ми се појави нели желбата за нели да речем дотерување, изглед, така натака. Почнав моите пријатели, пријателки, другарки, нели најблиските прво да ги средувам и така нели се пронајдов во оваа сфера. Работев многу на оваа гранка, да се надоградам, да станам подобар, за да бидам, нели, кажав, денес ова што сум. Благодарен сум на сите, најпрво на Бога што ме дарил со овој талент, затоа што мислам дека секој од нас има еден талент. Само треба да го пронајдеме и да работиме на него. Мислам дека нема човек што не е талентиран во некоја сфера, во некоја област. Само да го пронајдеме, да работиме и да не се плашиме, нели? Имаше предрасуди, кажувам искрено, многу предрасуди имаше, баш као тука во наша околина, нели, како сега обично пред 10 години мислеа дека фризерите, шминкерите треба да се женски, нема такво правило. Јас тврдам дека ни светот најдобрите артисти, уметници, готвачи, стилисти се машките, не правам поделба на машка женска, али стварно се многу добри и успешни. Ако прогуглате ќе видите. Браво. Каде се школуваше? Каде го испече занаетот? Занаетот? Вака, јас студирав средно образование во Јосип Броз Тито, гимназија, каде што јас имав малце притисок од околината, нели, фризер, шминкер, не треба да се биде, не знам што, како што ви спомнав. И јас сметав дека треба да завршам факултет, школа, да. Ја мислам дека сите треба да сме високо образовани, прво тоа, а второ да си имаме занает, од типот како мојот, например, фризер или шминкер или било што кој како ќе се пронајде, за да може, нели, во иднина да му биде полесно. Додека учев, идев во Турција на курс, кој имавме летен одмор, летен распуст, идев обавезно по 2-3 месеци таму на едукација, работев, исто таму на овој случај. Не беше лесно, нели, додека сите мои пријатели шетат, уживаат, што се вика до сабајле ќе заглават некаде, јас удев, студирав, учев. Нема фич време за забава. За забава. Некогаш си викам, си седам и си викам, стварно не живеев како сега дечкиве што тинејџериве. Не живеев воопшто, ама сега гледам на максимум да го искористам тоа. Не жалиш, значи, Не жалам. за Сега- истото. Сега се гледам да искористам, нели, од типот за уживање, шетање, да видиш нешто ново и така. Добро, животот е долг и треба да се гледа, нели, во Точно. Во таа смисла дека за се има време, ако се сака, Ако се сака. ќе се успе. Кажа дека твоето школување, односно занаетот го стекнуваш во Турција. Во Турција, во Истанбул, да. Да, и ево ако направиш една споредба, во што се разликува работата таму и овде? Разликата е во тоа што нема да класифицирам и да правам определби, ама многу се вредни, многу работат и да, на времето кога бев таму, јас понекогаш си викав, леле, сега колку ме мачи, колку ова, усвари, фала му што ме измачил толку. Фала му, ден денес сум комуникација со мојот нели ментор од таму Така. и му се заблагодарам и мислам дека он е најгорд на мене. Кога ќе ме Браво. види, кога ќе ми ги види резултатите, е најгорд на мене и често пати знае да ми се јави да ми скоментира да рече јас сум многу горд на тебе. И браво, сите мои дела ги гледам кај тебе. Ученикот го надминува професорот. Така, Од тоа е некако. нели суштината. Се враќаш овде и решаваш дека нема да работиш за друг, односно дека нема да се прославиш на тој начин, ќе почнеш сам свој бизнес. Да. Затоа што видете денеска ја имам мој салон и имам мој тим и ги ценам и ги сакам најмалку колку моето семејство, затоа што јас повеќе со нив време трошам и се гледам отколку што со нели семејството. Цело време работиме, цело време сме на работа и ги ценам многу. Сите сме млад тим кај мене Така. и сакам тој млад дух затоа што иднината е во наши раце. Затоа што денеска мислам дека е полесно отколку што јас кога почнав пред колку ајде да речам 9 години. Денес е уште полесно. Сакам да ви дадам една порака, дечки. Пробајте, затоа што денеска ги имате социјалните медиуми во вашите раце. Не ви треба некоја си платформа да ве поддржи вас. Туку вашата платформа вие сами си ја сварате, сами си ја менаџирате, значи буквално си правиш како сакаш да ти изгледа брендот. Само ти треба нели еден клик, телефонот ни у рака. Телефоните се колку што не се корисни, како што велат, толку и се корисни буквално за овие работи, Да. за овие бизниси. Се поминува низ призмата на социјал медија денеска.
мислам дека 50-50 можам да кажам. Порано било нели труд Да, и као било од уста на уста да се прераскаже нели бев таму Да. и таму многу сум задоволен. Ама веќе е све во телефоните. фотографираш, снимаш, Точно. презентираш, да. Затоа сакам да ви дам една мала порака, пробувајте си ги вашите работете на вашите вештини, на вашите способности. Мислам дека нема човек што нема да успее ако многу сака. Во Не ова може. денешно време, да. Во ова Затоа и денешно време споменав на посебно. почетокот, е малку полесно за разлика од она што претходно. било порано. Да, навистина тешко можело да се прочуе некое име, Точно. особено нели од твојата бранша, дека е добар во својата работа и многу ретки беа тие кои што беа познати имиња во Точно. барем еве во главниот град каде што нели требаше да се плаќа многу скапо за да се дојде и термин се чекаше исто така Точно, многу и точно. така натаму. Кажа дека сега тимот е проширен, имаш повеќе од 10 луѓе имаш. Кога почна, имаше ли некоја помош и поддршка од државата на тоа мислам? Вака, кога почнав, Имаше ли услови кои што може да се искористат за да почнеш ти како оптај сам во овој во тоа бизнес? време мислам дека имаше некои неповратни помошни нели средства кои ги даваа, ама ја не ги искористив ти затоа што им требаше некои дополнителни, не знам, документации. Јас искрено не гледав така на работите. Искрено ќе ви кажам, значи не преувеличувам воопшто. Почнав со првото моето работно искуство почна вака. У моите блиски, моите другари кои ме повикува, да речам, нели, блиски комши едно друго, сите што ме знае ме повикува. Јас собирав денар по денар собирав. Денес како ме гледате тука, јас имам почнато од нула, значи. Се што го гледате ова е буквално стекнато од нула. Можам да кажам со искрени зборови. Не потекнувам од некое богато семејство. Нормално, фала Богу да се здрави и живи. Јас си ги сакам највеќе. Они колку можеле ни пружиле нас, па сега нас ни останува да си продолжиме. Почнав со мој 100 евра можеби, 100 евра да, ги собирав, памтам година дена, за да можам нели негде да се сместам, да имам некој нели салон. Првиот салон ми беше, ако ви кажам дека беше 8 метри квадрати, можеби 8 метри квадрати, да. Првиот салон ми беше 8 метри квадрати, го направив во мојот дом. За да можам нели да ги примам моите клиенти едно друго. Тука стекнав нели еден вид на круг, малце средства за да можам да пораснам, за да Така. можам веќе да имам салон. После тоа првиот салон ми е кај Универзална. Исто така тој беше некои 15 метри квадрати. Си ги памтам квадратите затоа што многу ми значат. Не ради тоа дека заради раскошот, него како стигам Како си растал. степ бај степ, да, Така. си ги бројам. Тука исто така стекнав многу добри соработки, ми се пружија многу добри прилики со наши естрадни уметници, со дали од Ќе надвор, дојдеме од и до тоа Македонија. како Да, станува ќе би- твоето име познато во јавноста. Бидејќи спомена од нула почнуваш, се сеќаваш ли на првите пари кои што ги заработи како Се фризер или сеќавам, како да, се сеќавам. Колку бе? Првите, па вака сега работевме тогаш за многу поситни пари, да речеме. И дојдов дома и Емоциите се неизбежна работа, но тоа е се во ред. Мислам, убаво е кога ќе го види човек тоа. да. Имаш водичка пред тебе, ладна. Да, верувам дека е тешко да зборуваш за самиот почеток, бидејќи ако си има предвид дека се буквално си создал од нула, од темел, како велат старите, за денес да си овде после толку години, верувам дека не е лесно, но е мотивирачки и Точно. треба да се слушне и треба да се знае, бидејќи има многу деца денес кои што веројатно поседуваат многу таленти и се вешти во таа работа. Можеби ти ќе бидеш токму тој кој што ќе ги охрабри уште веднаш по оваа емисија како ќе изгледа да почнат. Точно, кога станува збор за мојата работа и нели блиски, јас сум многу емотивен, значи преемотивен. И спамтам кога дојав првиот ден дома и викам на мајка ми, мамо, заработи волку пари. И као, се радувавме двајцата, ја и она. И така, се вратив на тие денови. Така. Те соборе емоциите, но окей, се е тоа окей, е добро да се види. Да, се извинувам. Ма се беше И поекова од мене. симпатично изгледа, морам да ти кажам, без разлика на се, да. Фала ти.
И навистина го ценам тоа, бидејќи навистина искрено влезе во ова студио, искрено пристапи и искрено и сакаш да доближиш целата твоја лична приказна. А да, многу беше радост, затоа што нели мајка ми беше поддршка за се од старт. Направи сине и татко мислел сега да правам продажба. Исто тука имав сестри кои ми помогнаа многу во ова, нели, во ова растење. Исто така ви кажав, нели, дојдовме дома и викам вака се работи, викам ајде сега да купиме нешто. Так. И вика, као, не, вика, собирај си ги, викам, ќе ги соберам, мам да си купиме нешто, памтам ми купив нешто, едно поклонче, прво уште го имаме денес тоа поклонче, Браво. го чуваме. И така ден по ден пораснавме, биднавме ова што сме, благодарност према сите. И сакам да кажам, нема нешто што не може да се успее, ако се сака, само да се сака и тоа е тоа. Значи парите не биле присутни, Воопшто. едноставно си бил истрен Скрос. до остварување на твојата цел. Точно. И веќе долго време го работиш ова. Рековме малку подоцна ќе зборуваме за сите оние популарни, славни личности, јавни кои што се нели во Македонија, со кои што соработуваш и кои што ги разубавуваш, ако Фала. може така Да, да се да. каже. Но најпрво сакам да прашам дали е важен, односно колку е важен и пресуден надворешниот изглед за еден човек кога ќе го запознаеш. Вака, да не се лажеме, јас се бавам со уметност и со естетика. Прво што ќе погледнеш кај некој, го гледаш надвор. Не можеш ти да знаеш натре каков е. И сега викаат не е битно ичи да битен е надворешниот изглед. Да, како е битен? Треба секој да изгледа среден. Не мора да сме сите убави и да сме најубави. Не, само средени. Чисто, спакувани, толку. Така да ја мислам дека битен е да, али битен е само 10 минути. Се додека отвориме уста Така. и ја покажеме душата. Така, се согласувам и јас со оваа Точно. теза, но нели како велат се што се вложува за тоа како ќе се представиш, Точно. особено кога имаш јавна работа. И да, иако е пред се важна суштината и внатрешноста, е пресудна, барем на прва. Викам барем 10 минути. Да, како изгледаш и сега кога ќе дојде некој кај тебе и едноставно ти вели не знам што сакам, ама сакам нешто да смениш кај мене. Па вака за Можеш ли да направиш една проценка и за колку кратко време ја правиш таа проценка? многу кратко трае, за затоа да што видиш јас што е тоа што на некого ќе му да, стои. многу ќе му кратко, одговара. јас затоа што ради работата и професијата веќе и надвор од работата, кога гледам некој си седам и си размислам, викам чекај сега ова фали тука, ова може вака да биде, знаеш, веќе деформација, работна деформација стана и секде си коригирам, си правам во мојот ум. Сега ако побара некој помош ќе му кажам, вака и вака можеме да направиме. Али да, не ми треба многу време, седнуваат благодарност за моите клиенти, јас сум презадоволен од сите, затоа што доаѓаат и се препуштаат скроз на мене, нели, секој си има своја идеја, ќе ми каже прво, јас сакам да знам што сака. Затоа што не можам ја на моја глава све да правам, ме разбирате? Така е. Да, можам, ама сакам врз основа на низините барања, ја да го доловам моето знаење и моите вештини. Кои се тие параметри, што треба да се запази еден добар стилист, што запазува прво кај еден човек за да знае, еве, пример каков облик на коса му одговара. Па вака. Еве конкретно може јас да се земам за пример, нели? Супер, да. Кога ќе ме погледнеш, значи што е она што е пресудно и клучно врз основа на кое што ти носиш одлука за да ми препорачаш, нели, кој облик на коса Да. би ми стоел, боја и така натаму. Многу е битна конструкцијата на лицето, контурите, значи што ги имаме. Според тоа правиме шишање, фарбање, да, многу е битен и тенот на клиентот, дали ќе одговара таа боја на тој тен, затоа што некогаш многуте светли бои на многу светол тен не идат, затоа што мејкап бара, тој лик бара мејкап да му се достави и ако во случај вие не можете секој ден да се шминкате, ќе изгледате пребледо, као изморени, као да речем Истоштени, да. Така да треба блага топлина да има, ако не на низ цела коса, барем на коренот да има блага топлина за да тој корен направи контура на цел лик. Зборам за посветлите девојки со посветол тен. Кај потемните исто така не треба многу, мислам дека преплави да се прават бидејќи тие се така создадени да се темни убави. Така. Ме разбирате? Да. Затоа што не секој мора да е плав или да е темен. Имаш ли проблем кога ќе дојде некој кај тебе и ќе инсистира, јас сакам да изгледам, пример, да имам светла коса по секоја цена, гледаш Има дека нормално, да. Желбите никогаш не завршуваат, сите имаме милион желби, И како посакување, се справаш, барања. како се разобидуваш? Ја пробувам прво кога, да ги кога ќе процениш дека едноставно тоа не е изводливо. Па затоа што прво пробувам да им докажам дека видите вака и вака нема да ви стои. Ако пробаме вака, дај да пробаме прво оваа варијанта, ако не ви се допадне, ќе идеме next. Ама да идеме step by step.
Као има многу ситуации као ќе пробам, викам дајте по моје да направиме и после ќе ми се јават 2 дена, леле стварно управо беше, браво. Добро што направивме, века наредно ќе пробаме наредно. Мора така степ бај степ се. Одеднаш ако се направи голема промена, после и шокот е поголем. Као леле што направив, зашто? Така. Што прво почна, фризура или шминка или двете паралелно? Прво фризура. Прво фризура. Која ти беше првата фризура што ја направи? Првата, не памтам сега. Ама знам на кого беше, на мајка ми. Да. Интересно, да. Предпоставам дека би бил и добар уметник. Си се пробувал Да, тоа? цртам многу добро, Црташ? затоа што да, таму ми нели првите сигнали таму започнаа. Цртам многу добро, кога бев мал постојано цртав и уште нешто да кажам, да не заборам. Често пати дома ме кара затоа што нели немав задачи на цртано, немав ништо, доаѓав дома. Немам задача, немам ништо, како ќе напишам домашно, јас сум цртал, ја имам цртежи на тефтерот. Да, и само уште нешто, една мала порака ве молам, немојте да ги судите и да ги карате вашите деца ако они сакаат да се определат во некоја област од типот на уметност, било која. Дозволете им, пронајдете го, вие помогнете и молим да се пронајдат, затоа што не знаете утре од нив што ќе биде. Да, на вистина е доста подценета уметноста, барем во оние почетни нели години, Точно. кога пројавуваат некои афинитети кон уметноста, кон сликање или било што Скроз. децата. Секој од родителите, секој можеби не, да не генерализираме, нели, но постои на така како непишано правило или не знам кое што владе барем у нашава земја, дека мора да биде нешто постручно, нешто поголемо, нели? Сите родители имаат некои големи желби. Или барања од Да, своите деца. да. Колку беше подценет, мислам, еве, ти си имал поддршката, си ја добил поддршката Да. од најблиските. Како гледа на тебе во училиште? Вака, секад бев, како да кажам, мини лидер у класот. Колку бев пристоен или мирно учениче, толку бев и немирен, од типот на Темперамент. темпераментен, затоа што секад можеше нешто плюс да се направи, можеше нешто да се направи од ова до тоа да се дојде. Ја малце ги убедував другите деца. Малце ја ги убедував за некои работи, ама нема веза. Убаво детство имав, немав некои предрасуди. Каде порасно? Во која населба тука кај нас? Да. Јас сум дете од општина Ѓорче, Така, добро. така да од таму сум и тука пораснав во Скопје. Одлично. Одлично, значи и во училиште сепак Да. препознава дека имаш некои други Од таленти. мал, да. Скрос. Па ти скрос. попушта, але може и по другиве Скрос. предмети. Скрос. Професорите не секад ме сака затоа што нели јас сум најдобар ученик по оценка, него дека бев многу искрен и како да кажам, искрен, знаеа со мене знаеа на што се Ги паѓаше на шарм. Секогаш. Одлично. На вистина е една од, да речеме, можеби најбараните професии денес, односно услуги од твојава бранша, бидејќи веќе нема, речиси, не постои човек кој што не посетува фризер, шминке, Да. педикири, се останато Порано што е, беше да, луксус да се иде на фризер и шминкер и така натака, веќе е потреба. само за свадби. Да, веќе е потреба. Памтам јас кога на времето си идеше на фризер, фризура се правеше и шноли се чува, затоа што ќе си иде наредно за година на фризер пак. Сега веќе нема таков систем, дечки фризер стана потреба општа. Ве молам, не го гледајте како луксус и негувајте се затоа што стварно една дама заслужува да биде негувана, средена, бидејќи она е таа што работи, она е таа што чисти, она е таа што готви, деца чува, негде е мајка, негде е жена, заслужува барем да биде средена. Ова да се слушне за дамите, но да не се налутат па и момциве. Не, момците сега го да се средуваат. Се Ама средуваат сакам ли да кажам, сега повеќе Да, се средуваат. момчињето? Да се За надоврзам, разлика од порано. да се надоврзам на една друга тема, затоа што јас според мојата струка и занет фризера и шминкер, работам и како нели модел. Тоа ми е првата работа, ви напоменав Да, на почетокот да, и често пати знаат да ми пишат да ми скоментираат на мојот Инстаграм приватен, као извини ова од кај ти е. Еве сега кога се средував, Да. објавив една слика, ме прашуваат кај ти е. Прашуваат, има интерес, тоа ми се допаѓа затоа што идеме напред, фала Богу. Така. Значи не е веќе како порано дека машките само да се шишеат малце кратко. Не, и ја тоа е можам да тоа. кажам дека дури машките почесто поседуваат фризер од жените затоа што косава расте брзо, машката фризура, кратката, на 2 недели идат на фризер, замислете. Много интересно, браво. Па да, во суштина зависи нели каква фризура негуваат, каква сакаат. Она што ме интересира, бидејќи е период на матури, дел завршија, беше еден така турбулентен месец кога се средношколците, односно матурантите во прашање
И она што е најважно за нив е секако Изгледот. како ќе изгледаат на Точно. матура, за да се представат во најдобро Светло, издание, да. нели, во најдобро светло. Ајде прво за почеток, што беше тренд оваа година? Вака, тренд оваа година е simple makeup and hair, што значи најчисто да изгледа шминката да не биде нападна, воопшто да нема фризура, туку да има некои благи локни, нели, можеби прекршена малце да биде, ако е собрана да биде скроз лежарно, фатено, убаво. Значи, јас мислам дека она што е нежно направено, нема мода и траење. Ме разбирате? Секогаш ќе изгледа убаво, сите времиња. Безвременски. Безвременски, буквално. И баш као они се млади, не треба толку да се шминкаат, да се средуваат. Веќе се убави. Ја на времето кога ми кажа вие постарите, вие сте млади, сега кога сте убави, не ги сваќам, викам што зборато вие сега, ние сме млади. Во право биле, како што растеме, како што Да, јас доаѓам поблиску до 30-ката моја, така сватам, ги гледам девојчиња во 18-19 години, викам бре, кога беа моите 18-19 години? Чисти, Стварно. како солза. Сварно. Без Мисли, брчки. без ништо. Без потреба за корекција некаква. Ништо. Ама они малце послободно живеат од нас, знаете ли? Ние малце имавме страв, нели, од се, леле да не сгрешам, нели ова. Мислам дека они подобро Похрабри се. Похрабри се, ама од една страна се изложени по на голем ризик. Се им е достапно, се побрзо знаат, побрзо пораснаа некако. Некои работи јас што ги дознав на 25, они веќе на 17 ги знаат. Да, да. И премногу се стави некако акцент на оние интервенции, особено, нели? Да, и тоа сакам да напоменам. Видете, секоја корекција, минимална, е добре дојдена. Ама неќам изобличување на ликот, да не личиш на себе. Но тоа беше навистина тренд. До Да, пред, фала барем Богу што 2 веќе не е години. тренд. Да, беше навистина тренд. Сега претпоставам доаѓа Полека, нов полека тренд. се чистиме. Затоа што, за жал, ние у Македонија не го пратиме светот, туку ги пратиме нашите соседни земји. Од типот на Србија, Бугарија. Ние треба да гледаме напред, дечки, ни светот, како се они. Низ Европа, како се движат. Треба почесто да поседуваме други земји, затоа што секоја посета ти носи нешто ново, кога се вратиш. Да. Скроз. Французите се нели лидери кога е Скроз. прашање модата, трендовите Италијанците и така натаму исто. италијаните, да, и она што тие го форсираат во последниве неколку години е што понатурален Скроз, изглед. скроз натурален, да. Да, значи што поприроден изглед. И буквално да и не можеш да се забележи кај нив дека имаат пример, не знам, филери, Точно, дека точно, имаат да. ботокси, нешто Да, кажа, слично. минимална корекција е топ, супер. Затоа што нели ти фали негде нешто ќе допуниш, ќе направиш, окей. Се тоа е прифатливо, ама нешто тоа да се изобличиме, да не личиме на себе, тоа не ми се допаѓа, лично мене. Твојата оценка вака, ако ги земеш сега овие нови генерации, млади генерации, едно време постоеше една теза као сите личат еден на друг. Се многу слични. Не, овие новите генерации не се такви. Не се воопшто такви, затоа што јас сум измеѓу нели повозрасната Така? генерација и новата генерација, Аха. тука сум средина некаде останат, така да гледам и тука има разлика бајаги. На добар пат се вака со изглед со све. Пратат трендови, ви кажав, нели имаат веќе телефони, се им е достапно, одма прелистуваат, гледат ни светот како се носи и така се применуваат. Тоа ми се допаѓа. Да. И предпоставам дека и доста добро знаат и сами да се спремаат и сами се- шминка. Да, барем тоа може Веќе да на го има. YouTube, на и TikTok имате TikTok, милион YouTube, туторијали. Знаете ли што? Веќе сите станаа фризери, шминкери. Ова малце Те нервира ли тоа? не ме нервира, нека се средуваат, ама слушам цело време некој отворил, направил, супер е да отворат, сите да отвориме. Така, сите дека имаат некоја занет. Да. Ама не само колку да работат, колку да слушнал дека фризераат, шминкераат добро иде у Македонија као, чекај јас ќе бидам. Не, ако тука ти доаѓа, прави го, затоа што ако не ти доаѓа нема да добиеш резултат. Никако не добиваш. Да, едно време ќе си нели, ќе пробаш, ќе направиш, ама после тоа не ти тоа дрво не раѓа овоше, воопшто. Така да, ако сварно го сакаш, прави го. Значи, она што беше тренд оваа година за матурантките еве пред се е натуралниот природен да. изглед, така. Исто така и за бојата на косата, преферираме да има natural highlights, од типот на као го викаа sunkiss, као од сонце направено. Така. Тоа е многу добро, нели? Исто така, јас преферирам кај белите девојки, доколку сакаат да се фарбат, значи бел тен скроз, и ако има светло око зелено или плаво, да пробат джинџер боја. Малце е храбар потек, ама пробајте, тоа е тоа, ќе биде полн погодок. Браво.
Се надевам дека ќе им помогнеш доколку се размислувале каква одлука да направат нели за некоја следна нијанса или боја. Работиш и со доста популарни личности, јавни личности од земјава, барем она што можев да го забележам на твојот Инстаграм профил, буквално и да нема некој кого го немаш средено во држава. Да. Сварно така, благодарно за сите што ми пружиле прилика, нели? Сакам да им се заблагодарам од тука. Од нашите естрадни уметници соработувам со Каролина Гочева. Огромно благодарам до нејзе што ми ја пружи таа прилика да работиме, да растеме заедно и да направиме најубави дела. Така, кој ти беше најголем предизвик од сите овие популарни личности? Имаш ли некој таков предизвик? Искрено ќе ви кажам. Кој сакаш да дојде во твоето студио за да го... Искрено ќе ви кажам, работам и со надвор од Македонија со нели познати уметни естрадни уметници. И тоа стварно добри имиња. Сега нема да ги набројам тука сите. Скоро со сите имам соработувано од типот на Србија, познати естрадни уметници. Ама мен најголем предизвик ми беше за нашата земја, со нашите звезди да работиме. Искрено кажав претходно, Каролина Гочева ми е најдобриот пример. И колку беше тешко да се прочуе твоето име дека Окта е навистина вешт? Па искрено не беше туку така лесно. Кажувам нели од 18 години 19 почнав, на 20 го имав првиот салон, на 20 години, веќе 8 години поминале, стварно браво. Кога помина, не знам. Не беше лесно на почеток, бидејќи има предрасуда. Зашто? Како сега јас идам кај едно младо дете да ме направи, ме разбирате? Они слушнале дека добро работи, ама не се сигурни. Као не е некое име познато. Да, тогаш нели бев нов. Као едно дете, така беше, така кај едно дете. Отидов ме направи едно дете тогаш. И ке седна дете, ја дојдов кај тебе као, ама вака, добро. Со недоверба. Као блага недоверба. Али кога ги завршев на крај, као браво, златни раци имаш свака час. Браво. Фала му на Бога, нели тие аплаузи, денеска сме тука пред вас. Да, ако можам да ве мотивирам на некаков начин, ја би бил најгорд, затоа што нели идината е наша. Пробајте, ви кажав, имате телефони, веќе со телефони се е полесно. Така, кажа дека Каролина ти е една од најдрагите естрадни уметници кои што доаѓа кај тебе. Си имал ли некоја вака интересна понуда од некој од нив? Пример, не знам, да заминеш некоја патување со нив се со цел да бидеш тука и да ги подготвуваш пред настапи, пред некој појавување. Имавме многу добри понуди, само типот многу добри. Која ти била најинтересната, најспецифична, невообичаена? Имаме многу, нели добиваме честопати за некои фотосесии, едно друго, снимање спотови. Безброј имав, баја ги многу тоа. Али еве ќе ви кажам, сега бевме пред неколку години на Мек Award во Србија. Ја представувавме Македонија, нели пак ќе кажам Каролина ја представуваше. Јас таква почит према нејзе и нејзината уметност и према Македонија, која видов таму бев онака горд, викам браво. Секоја чест. Како добро не пречека, каков настап имавме. Имам на Инстаграм, мислам дека видео можете да видите. Малце е подоле, ама ќе го видите. Ќе го пребараат. Тоа беше стварно во светски рамки и преубаво изгледаше. Да, си учествувал на некои надпревари во твојата област? Искрено ќе ви кажам, надпревари не. Еве, оваа година, пред 4 месеци или 3, имав во Охрид, во хотел Изгрев. Извинете, не во хотел Изгрев, Инекс Олгица. Во хотел Инекс Олгица имавме воркшоп, каде што само бев ја од Македонија. Имаше низ цел Балкан познати стилисти кои што имаа свој нели настап. Тука бев и ја. Имав мој настап и тоа ми беше многу добар челендж за мене. Одлично. Да, стикнуваш разно искуство со текот на годините, но како го пренесуваш ти твоето искуство и твојот занет на оние кои што доаѓаат да работат за тебе? Имаш ли доверба во сите тие луѓе и што е она што е клучно, што треба да го знаат за да може да останат да работат за тебе? Прво, треба да се прекоректни, да се искрени. Лага не ќам воопшто во мојот живот. Да, кречетево и млад, како вака збори сега мудро, као стар човек. Не, лага не ќам, боле кажи ми искрено. Повеќе ќе те засакам и ќе те прифатам, него да ме лажеш и да ми правиш нели некои филмови, леле, денес стомак ме боли, утре зап ме боли, задутре имам закажано, не знам, депилација. Чекајте сега, кога се станува збор за работа, јас сум малце принципиелен, затоа и можеби денес сум тука. Имаме малце ние една мана тука, затоа што сакаме многу да уживаме. Од типот, чекај, прво кафе, второ кафе, трето кафе, вечер кафана,
така не се успева. Значи, ако сакаш да успееш, ќе работиш. Се знае, 8 часа се работи, после тоа се ужива. Има ли интерес кај младите доаѓаат за пракса? Има, да, фала Богу има и многу талентирани, тоа ме радува, затоа што нели треба да константно да се обновува ова, да доаѓаат нови, да се одржува. Имаш ли доволно време за да им пренесеш? Доволно е само да гледаат како ти работиш? Не, убаво е да се дојде да се види како работам, у која атмосфера, бидејќи фризерот не е само да го направиш делото, туку целиот систем да го осетиш, салонот да го осетиш, комуникацијата со клиентите, приемот, како ги угостуваме, на кој начин разговарам, на кој начин им се обраќам. Ме разбирате? Тоа е целокупен пакет. Не е само фризурата ти бе убава тебе. Затоа што ти ќе си задоволна, ама може нема си задоволна од моето обраќање према тебе. Може ти кажеш да топ ме направи, ама не ми се свига енергијата, не ми се свига неговиот начин на говор. Ме разбирате? Не ме ни услужи ни кафе, пример. Значи ова е еден пакет. Кога доаѓаат кај нас, да се чувствува да се чувствувате као на гости да се дојдени. Ме разбирате? У типот на да сте услужени со све, да уживате буквално. Ја викам не се стресирајте. Косата е ова што го прави резултат на она како се чувствуваш од точно, натред. да, вистина е, затоа што косата е жива материја. Не секогаш може да испадне исто као минатиот пат. Ме разбирате? Жива материја работиме. Баш кај со жива материја работиме со човек. Ме разбирате? И мора да му се свиѓа, мора да му угодите. Малце е тешко, не велам не. Затоа што во ден се менјат многу луѓе, енергетски се трошиш, ама на крај резултатот кога ќе го видиш, ништо не боли. Си имал некои непријатни искуства во смисла некој да изрази незадоволство од Имав една интересна ситуација, сега ќе ви кажам. Како реагираш на се тоа? Сега вака, имав една многу интересна ситуација, не беше лоша, нели? Интересна. Ми се јавува клиент, јас работам меѓу време и јас имам мој тим кој ги услужува за да повелете. И ми вика дали може со газата да разговарам. И ја викам добро, ајде дајте ми. Јас меѓу време работам у салон, луѓе вријат. Знаете со жени како јас сакам тоа, јас на 6 стола, не знам кај да се свртам, нема везе. Повелете, викам, ми вика сакам да ме направиш многу бела. Викам добро во ред, ќе ве направиме. Викам еве, вие колешката нека ве закаже. Викам повели, закажи ја. Се јавува по 15 минути повторно. Здраво, извинете, јас сум истата, дали може пак да зборам со Октај? Океј. И јас сега работам, викам добро, да повелете, ќе ве направиме. Океј, во ред, ајде да ви ја видиме вашата коса. Са како што разговараме, ми ствара предизвик, затоа што не секогаш не дека јас не можам коста да направам, некој со човекот не можеш да се разбереш. Ме разбирате, јас со коста ќе се справам, ќе направам, ама човекот у тој момент ја викам во ред, океј. Викам дали може ми пратите слика на Инстаграм, Вибер, било каде да видам што коса имате. Вика да можам. Супер. И ми праќа слика по 15 минути 10 и јас гледам сликата. Викам, извинете, не сте ми пратили, ми пишува, ја не и враќам, ми праќа прашалник. Викам, ама не сте ми пратиле слика, као од косата. Не, па ти пратив погоре. Ја гледам, викам, да, ама овде има слика од куче. Не, па јас сакам ко кучето, вика, таква боја. И јас као седам вака и викам, сега викам метрола или јас готов сум денеска, изморен сум више, не разбирам. Викам, ама извикам, господи, ова е кучето бело, албино, нема пигмент. Како вака да ве направам ја албино? Како можам? Не може исто. Јас сакам креч бело како зидот ми вика. Викам, извинете, викам, ја ова не можам. Како фризер си ти ја чув дека си многу добар? Викам, ама јас сум добар, ама тоа не можам да го сврдам. Против природата не се оди. Не можам. Кога ќе се родиш уште еднаш во животот, да може албино да се родиш, па ќе бидеш бела скрс. Навистина интересно, има многу интересни. Ова е само едно што во овие изминати откачени идеи вака и желби. Многу, верувајте. Овие изминати години што немам слушнато, што немам видено, али благодарност за сите ни, фала што постојат, фала што ми се клиенти. Ако они не се, нема ништо. Да, па и не би бил толку успешен доколку не биле задоволни самите самите клиенти. Што ќе биде ова лето? Тоа е прашање што верувам дека сите ќе ги интересира сега, иако споменавме нели пред малку дека природниот изглед е нели пресуден, се врати повторно во мода, ако може така да се каже. Да, скроз. Па вака, изминатава година и оваа година за шишање морам да кажам, ќе почнам од таму, in layers, што значи степени. На времето ако направивме степени, ќе рекол што ме направи као тетка, а сега толку се модерни, стварно, као сите барат, секој втор клиент бара шишање степен. Така да за шишање е степени, за колор кажав джинџерот, некоја има една праска боја плава и таа ја велат пичи блонд. Така да и таа исто многу е актуелна.
кафеавата, чоколадната боја, јас највеќе сакам, затоа што многу убаво стои, реално. И знаете ли што е добрата страна кај кафеавите? И кога ќе направите прамени, преферирате да ви се природни тонови, затоа што кога ќе расте коренот од горе надоле, нема да биде јак контрастот, туку ќе биде поблаг. А доколку си плава и ти порасне коренот кафеав, нели, дека ние сме темни, не сме многу светли као народ, Да. ќе имате јак контраст и бара почесто, нели, посета во фризер и по редовност. Кога веќе спомна, не сме, нели, плави, светли како народ, како нација. Може би ќе звучи малку вака неблагодарно, непристојно, но е интересно прашање за тебе, бидејќи ти се занимаваш, нели, со оваа работа. Кои се најубавите жени? Искрено ќе кажам, нашите македонки и срвинки. Стварно се многу убави. Јас четам нонстоп, прва моја прилика, јас бегам, нели, надвор. Јас се враќам секој пат разочаран од типот на недоволно се средени. Ме разбирате, средени се, не треба ни да имаат торти на главата, ама као непедантно изгледат некојаш европејциве. Нашите македонки толку се убави средени, негувани, дали ногти, дали тен, дали скинкер. Разбирате, многу убав народ сме. Во суштина, да, многу убав народ сме и србите исто, морам да кажам. За Србија. Исто и они. Така. Бидејќи, нели, се враќа повторно природниот изглед, си имал ситуации да, не знам, некој побара од тебе оценка, проценка за што треба да коригира? Да, често добиваме такво прашање као што треба. Што препорачуваш? Да, добивам јас често прашање типот не само за изглед на коса и шмига, што да облечам, како да го искомбинирам ова. Така да ова е целокупен пакет естетски момент, им помагам. Затоа што они ми се дел од моето семејство више. Они доаѓаат кај мене, често се средуваат. Често пати знаат да ми пратат слика као види ова дали ќе одговара со таа фризура. Да, викам ќе одговара, зашто да не? Ќе коригираме, ќе најдеме нешто соодветно. Ми се Така свиѓа. важно ли е да се види, например, еве ако е за некоја за некој настан или еве матурантите сега кога беа, важно ли е да видиш што тие ќе облечат за да знаеш еве Многу е да важно, процениш каква најважно. фризура и каква шминка ќе има. За мене е одговара? најважното. Најважно, значи не почнувам да те правам ако не ми покажеш или ако не ми кажеш усмено што ќе носиш или каква боја. Затоа што за мејкапот е многу битна бојата, а за фризурата е многу битен кројот на фустанот. Да, според тоа определуваме. Освен тоа што поседуваш огромен талент, имаш и свој стил, препознатлив. Да. И тоа ми е многу драго, што дури ете и некој веројатно и го копираат. Мене ми е многу мило кога ќе видам нешто вака што сум го направил ја, затоа што често пати јас сам си ги смислувам, да, ја пратам трендови низ светот, не измислувам све сам, Така. ама често знам да направам комбинација и гледам кај друг кога ќе видам, викам браво, добро, идеме напред, окей. Искрено ќе ви кажам за мојата коса сега. Пред година дена почнав да ја растам, затоа што нели гледав низ светот носат едно друго по old money, као old style, стара модел. И викам чекај се, во Македонија уште нема никој ваква фризура, дај да почнеме. И сега ден денес, баш до вчера видов едно дечко на кафе бевме, викам, види косава ме као мојата слична. Не дека они од мене само гледат, ама убаво е да си плюс причина и прилика и пример на некому за да нели направи нешто ново у себе. Често пати добивам прашање на мојот приватен Инстаграм као од кај ти се панталониве, кошулава, што треба да користам за косата, каков кат да направам или нели каков гел да користам. Да, добивам многу прашања такви. Као јас сум среќен со тоа затоа што убаво е да растеме заедно, зашто да не. Колку време треба и колкав е процесот на опоравување на една оштетена коса и доколку имаш таков клиент, колку време ти е потребно за да го вратиш нели на некоја во некоја основна форма која што ќе може понатаму да се доработува по нивна желба, нели? Да, многу е битна дечки домашната нега, најбитна е. Значи на фризер е 50%. Ама другите 50 се дома вие како негувате. Домашната нега значи Е многу скапа битна. нега или домашната сега нега ќе е разговараме само на таа тема. константно да се... Не е било што да користиме. Треба да прашате ваш стручен фризер, кој што он ја знае косата, влакното, што му треба. Не само, често пати сите сме фризери, као сите станаа фризери. Не, обратете се, прашајте што треба да ставам. Горе каков шампон, доле каква маска, каков кондишнер. И најголемата грешка ја правите у тоа што ставате маска и кондишнер и не ја чекате, ја плакнете за 2 минути. Значи таму пишува 10 до 15 минути. Остите да делува, зашто ако не делува, џабе го трошите материјалот. Мислам, си купувате и ви одмивате. Не може да Така. делува. Дозволете. И уште нешто.
ова што не ми се допаѓа. Кажав све што ми се свига, али има една ствар што морам да ја кажам. Тука кај нас, кога станува збор за нега на коса, малце, како да кажам, све знаат самите. Значи, не можете да знаете све самите. Ме разбирате? Малце ние тука имаме една блага, како да го наречам, се знаеме. Као, сам доктор сум, сам фризер сум, сам шминкер. Стручњаци. Да, малце сме стручњаци, такви сме си. Зашто стварно све не бива. Да. Све не бива и мислиме дека се знаеме. Не, требате да се слушате, прашајте, обратете се, нема да изгубите ништо. Јас често пати им кажувам као не купувај 5 производи, купи 2 што ќе се согласни на твојата коса. Не мора ти да имаш 5 и ни едното не го користиш како што треба. Да. И често пати знаат да трошат многу пари на гардероба ташна, а згледат да поминат поевтино за косата. Значи, чекајте, косата е исто како забите, педантност. Значи, ако не ти е среда на косата, џабе си облекол ташна бренд или чевли или не знам што. Џабе. Мислам дека за една дама коса, заби и лице е најбитно. Корисно за да се стушна. Да. Стануваш успешен овде во државата, почнуваш од нула, сега си овде каде што си, нели, популарен и сите те добро те познаваат. Можеби немале сите прилика да дојдат Точно. кај тебе, но Сите се верувам добро дека дојдени. некогаш ќе најдат Да, можности, сите се нели? добро дојдени, сите. Да. Што е она што е твој предизвик следен? Која е твојата крајна цел? Што сакаш да постигнеш и каде се гледаш? Еве, можеби во наредните 5 години. Вака, често пати од моите блиски пријатели кои сакале да добијат некој совет, ме прашуваат кај се гледаш после 5 години. Сега ми размислувам, викам, не можеш да знаеш никад кај се гледаш. Ти можеш да имаш визија за себе, што сакаш и што сакаш да направиш, ама да се видиш не можеш, затоа што јас не се гледав тука за 8 години. А се гледав дека успешен, дека направил, ама она што ќе те патот ќе те однесе, она. Кога рипаш у некоја река и те носи, значи не знаеш оно кој пат те води, не знаеш. Никогаш не можеш да знаеш. Ништо не е исполнено, све е спонтано, а ништо не е случајно. Се гледаш никаде, можеби, не знам. Да. Значи, Пространство. ќе растеме дополнително, не е се ова. Да, преска кажав, не се надоврзав, останав на вториот салон, а ја имам сега трет салон. Ќе продолжам и таму. Кога отвори вториот салон, викав, да, ова е тоа, супер, се направив салон и сега почна мало да стане веќе. Побарувачката порасна, а салонот е мал, не може, капацитетот не дозволува. Јас велев, мора да се направат нови чекори. Пак не беше толку лесно реално. Милион работи слушнав, као типот како он купи салон, како он направи, како дечки со многу труд и работа, како. Ништо Колку сати случајно. работиш на ден? Сигурно 10 сати, 11, некош 12, знам да останам. Да. И Значи, го клучот отвори- за успехот е во упорноста и во во многу работата. работа. Да, ама наоѓам време за себе, зашто време ако не дадеш за себе да си среќен во некој свој нели гранки што ги правиш, нема да си продуктивен на работа воопшто. Задоволен си сега каде што си? Фала Богу, да. Задоволен сум многу, задоволен сум од сите што се околу Не мене. ни откри каква визија имаш за воиднина, но Вака, визијата ми е... Ќе следиме. Да, визијата ми е искрено далеко. Не е нешто невозможно, све е возможно. Холивуд, каде далеко? Па видете, зашто да не? Зошто да не? Да. Па зашто да не, затоа што зашто да нема некое наше дете од Македонија стигна до таму. Нели ке сте горди? И јас може само да ти посакам многу успех, да си Фала. го оствариш сите замислени желби и цели. Благодарам. И за крај, ако сакаш, можеш да испратиш една порака до сите оние кои што го следат овој подкаст и да ни најавиш ако имаш нешто во скоро што може да очекуваме од тебе. За соработки со естрадни уметници има многу добра соработка, бидете во исчекување, ќе ви се допадне, а за лично за оваа работа, за нели растење, продолжете, правете го на што го мислите. Јас кажав нешто на почетокот, не докажав, затоа што не можам све да кажам тука јавно. Од типот на нели имаше предрасуди јас кога почнав за оваа работа. Имаше многу као немој, не ти треба, не е ова за тебе, тоа е женска работа, едно друго, не. Тоа нема род, не може да има. Ни една работа нема род. Ние сме луѓе едно исто. Како што жената може да вози кола, а во времето тоа не било сватливо. Така и мажот може да биде и готвач, и дизајнер, и фризер. Ме разбирате? Све. Така да немојте такви предрасуди. Растете, оставете ги тие работи на страна, животот е пред вас. Правете го на што го знаете најдобро. Затоа што не може да знае некој друг за тебе ти што знаеш. Никако. Некогаш и родителите не знаат ти што може да знаеш најдобро.
И што поседуваш? Точно, не можат секој све да знаат. Оставете ги нека растат, оставете ги, не ги ограничувајте. Јас завршив, кажав, високо образование, затоа што сакав да сум нели високо образован, факултет да имам, ама повеќе го завршив, искрено кажам, за моите. Затоа што они сметаа дека треба да сум високо образован. Јас ја исполнив нивната желба, откако ја исполнив нивната, реков сега е време за мене. И за Па ако твоите, сака нека застане твоите светот, желби, јас да. ќе го направам тоа што го знам. Ете така го направивме. Фала на сите. Убави пораки на вистина испрати и на самиот почеток, но и сега на Фала крај. ви. Да, прескинавме некои млади емотивни моменти, се надевам нема да ме сатат погрешно, затоа што не е лесно. Јас слушнав милион муабети као типот му го купиле салонот од дома од така. Тешки, како Но не може? те обесхрабрија. Да, ама не. Видете, дај Боже да ви купат од дома салон. Дај Боже да не се измачите толку. Како да ви кажам? Као он сам не ги заработил тие пари, татко му као добро, татко ти нормално ако не ти купи татко ти кој? А башка сам си ги заработив, као сам онака буквално копав за да направам нешто денес ова што е. И сега, знаете ли што е добрата страна, што не може ни еден ветер да ме урне. Не дека се правам најгорти, најсилен, ама не ме допира ништо. Знам како е да се стигне, знам како сум стигнал. Ни еден збор, ни една порака, ни еден лош момент, поглед не може да ме допре. Не Тоа те е врати најдобрата назад. страна што сам кога се градиш. Затоа пробајте сами прво, ако ви треба помош побарајте, ама прво сами. Навистина храбро и смело. Октај, многу ти благодарам за ова Благодарам и тебе. гостување. Се надевам дека ќе биде овој разговор интересен за сите кои што ќе го следат. Може да слушнат многу корисни информации, совети околу надворешниот изглед, на што да внимаваат и што ќе биде тренд оваа година. И се надевам дека повторно ќе ти имаме со оглед на тоа дека ова е твое прво подкаст гостување. Прво Нема да подкаст биде гостување, да, кај тебе ми последно, благодарност да. до сите вас, цела екипа и до тебе. Слободно обратете ми се доколку ви треба некој совет. Имам Инстаграм, тој што ми е бизнис профилот, таму има огромна бројка каде што некогаш не можам да ги пратам пораките, што многу пораки добиваме дневно, а имам и приватен профил. Слободно пишете ми на приватниот, јас ќе ви помогнам колку што можам. Тоа, друго не знам. за да успеат побрзо. Па да растеме заедно, зашто да не. И ја иначе добивам помош од некој кој сакам. Така да не дека и јас се знам. Секоја чест, навистина благодарам. Октај се ди беше тоа, се надевам дека ќе ви се допадне овој разговор. Следете ни во следниот подкаст. Пријатно.